Климатските промени негативно влијаат во земјоделството. Се уништуваат рано градинарските култури, а болести ги фаќаат овошките, кои се во најчувствителната фаза. Ваквата слика на терен зборува за фактот дека се помалку во иднина ќе може да се одгледуваат производи на отворено, се редуцираат препаратите за овошките, а дополнително промените влијаат и врз производството потфолии, како по квалитет, така и по квантитет. Сите сме сведоци на климатски промени и тоа многу негативно влијае врз растенијата, посебно врз градинарските култури, така да ќе имаме сериозни проблеми околу заштитата, а и околу родот дефинитивно. Значи, ако во блиска иднина не се подобрат временските услови, мисловото и не чека не баш добра реколта. Во заштитен простор, контролирани услови е малку подобра ситуацијата тука и дефинитивно, иако и таму има, значи и таму имаме влијание, а меѓутоа пак, значи, заштитен простор дава една поголема сигурност, гаранција во производството како по квалитет, така и по количини. И мислам, у наредниот период ќе биде невозможно да се одгледува посебно градинарски производи на отворен простор. Во овошките, да речеме, имаме најголем проблем со болестите. Тука може да се појават болести, настана некоја, да речеме, редукција на препаратите за заштита по некои европски директиви и имаме се поголеми проблеми да ги заштитиме. Значи, многу ни е скратена палетата на препарати. Ситуацијата е малку подобра кај житните култури, но е далеку од сјајна. Овде врнежите од ошти имаат позитивно влијание од една страна, ама од друга страна пак драстично се намалени површините со житни култури, а нема ниту млада работна сила. Како што вели Каракашев, ќе бидеме држава зависна од увоз на храна, а производите ќе бидат се поскапи. Таму ситуацијата ова година, за разлика од минатата година, за сега е малку подобра, со нијанса, меѓутоа имаме многу драстично намалување на површините по житарици, така да и покрај добрите услови, сметаме дека ова година ќе имаме намалени приноси од житарици, односно количините ќе бидат драстично намалени за разлика од минатата година, иако квалитетот очекуваме да биде подобар. Временските услови не ни одат баш во прилог, тоа е еден проблем. Вториот проблем е што имаме веќе драстично намалени површини што се засадени, затоа што ние имаме, да речеме, огромен проблем со човечки ресурси, немаме работна рака. И тоа во иднина ќе станува се поголем проблем. Значи, земјоделците, старосната граница е веќе над 50 години, млада работна рака немаме и не знам како се биват работите, ќе бидат се потешки и храната ќе бива се поскапа и понедостатна. Што значи ние дефинитивно ќе бидеме зависни од увоз на храна. Има различни начини за заштита на производите, вели Каракашев, но за се потребни и финансии. Нашите земјоделци, додава тој, немаат доволно и токму затоа климатските промени драстично се чувствуваат и влијаат врз квантитетот и квалитетот на производство, а со тоа се влијае врз цената на производите.